Општина Гевгелија бара од Министерството за животна средина да ја поништи издадената дозвола за складирање и третман на отпад на фирмата Говасте Солутион од Скопје заради прекршување на Законот за животна средина и низа недоследности во однос на постапката за добивање согласност за работа. Вака одлучи Советот на општината, откако повеќе граѓански организации и фирми поднесоа петиција до општината по отварањето на погон со инсталација на Говасте Солутион во Гевгелија за складирање и третман на отпад. Советниците кои беа на онлайн врска и со директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска констатира дека компанијата отварила погон за складирање и третман на отпад во населено место, што било спротивно на Законот за животна средина и Законот за складирање, третман и преработка на отпад. Како што кажаа советниците, погонот со инсталацијата за третман на отпадот се наоѓа во непосредна близина на пекари, вински капацитети и преработувачки капацитети. Паралелно општинските власти за работа на ваков капацитет не дале позитивно мислење. Седницата на Советот на општината произлезе откако десетина фирми и граѓански организации доставија петиција до градоначалникот Сашо Поцков за времено стопирање на работата на погонот за складирање и третман на отпадот, но и да се поништи задената дозвола за работка, откако добиле сознание дека фирмата не добила потврда од општината дека ќе работи надвор од населено место. Од компанијата Говасте Солушион соопштија дека работат исклучиво на селекција и балирање на пластика, што представува чист и еколошки процес, при што ги отфрли обвинувањата на граѓанските организации. Тврда дека компанијата не третира отпад, туку работи на рециклирање на пластика, која што понатаму се извезува надвор од земјава. Отварањето на Центарот за рециклирање бил направен со сите можни инспекции, а било добиено и позитивно мислење и лиценца од Министерството за животна средина.